Младенците Адам Пити и Холи Ремзи отишле на меден месец откако плевачот си го смени името и откако му забранија на неговото семејство да присуствува на венчавката. Единствениот член на семејството Пити кој присуствувал на свадбата била неговата сестра Бет. Адам Пити не губеше време да го прифати своето ново семејство откако се ожени со Холи Ремзи. Олимпиецот искажа јавен став за своите идни семејни врски со промената на своето име на социјалните мрежи во Адам Ремзи Пити. Промената на името е најновиот знак дека Адам се дистанцирал од сопственото семејство, откако ги откажал поканите на своите родители за неговата свадба со Бад Аби. Адам ги следеше стапките на Бруклин Бекам, кој го додаде презимето на својата сопруга Никола Пилц на своето презиме, откако се ожени со американската звезда во 2022 година. Како и Адам, Бруклин ги прекина врските со своите родители Дейвид и Викторија, а таа семејна расправија е наведена како причина зошто не присуствувал на свадбата на Адам и Холи и покрај тоа што се блиски пријатели со невестата уште од детството. Филмот големи очекувања од 1998 година, инспириран од романот на Чарлс Дикенс, ги спои тогашните холивудски звезди во подем Гвинет Палтроу и Итан Хок. Во неодамнешно интервју за Vanity Fair, двајцата актери се потсетија на заедничката работа на филмот, а Палтроу откри и зошто одлучила да одбие снимање на експлицитна љубовна сцена. За време на разговорот, Хок ја праша својата колешка дали се сеќава на предлогот на режисерот Алфонсо Куарон за дополнителна интимна сцена. Се сеќаваш ли кога Алфонсо ти предложи љубовна сцена? Праша актерот. О Боже, одговори Палтроу, присетувајќи се дека Куарон предложил сцена со изразена сексуална символика во која ликот на Хок Фин би бил централна фигура. Помислив, о Боже, татко ми ќе добие срцев удар, објасни актерката. Хок потоа со доза хумор го имитираше режисерот додека ја опишувал сцената. Камерата, според неговите зборови, требала визуелно да ја следи емоционалната кулминација на ликот, завршувајќи со експлозија на светлина како символичен момент. Емра Куртишова е родена на 30 декември 1985 година во Скопје. Во 2009 година дипломира на Факултетот за драмски уметности во Скопје во класата на професор Владимир Пилчин и асистент Сузана Киранџиска. Дипломира со представата Вртелешка од Артур Шницлер во улога на Сладката девојка. За време на студирањето дел е од значени работилници за размена на искуства во 3 фази: Македонија, Германија и Франција, предводени од професор Владимир Милчин. Документарецот приказната за Селјан на Тамара Котевска по серијата меѓународни фестивалски прикажувања, признанија и награди на 4 јануари во 20 часот и 30 минути во Македонскиот народен театар ќе има својата македонска премиера. На премиерата во МНТ е најавено присуство на целата филмска екипа која работеше на третиот документарец на Котевска, а кој ја следи судбината на Никола, земјоделец кој по тешка криза останува сам и на депонија пронаоѓа штрк со повредено крило, на кој решава да му помогне. Нивниот кревок полека граден однос од доверба се претвора во спасоносна врска која му враќа смисла на Никола, ги обновува врските со заедницата и ги буди старите преданија и односот кон природата. Приказната за Селјан е визуелно силен и медитативен филм за издржливоста, грижата и малите дела кои менуваат животи. Во документарецот како протагонисти се појавуваат Никола Цонев, Јана Цонева, Илина Цонева, Александар Цонев, Александра Цонева, Стојче Филипов, Иле Стојковски.